Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ канал Одвис. А моја вечерашна гостинка во оваа емисија е Стојне Николова, наша сограѓанка која живее и работи во Скопје. Повеќе за неа не треба да ви кажувам, знам дека ја знаете, знам дека знаете дека е една од најбараните, најреспектабилните пеачки имиња во нашава земја. Стојне, добар ден, добро вечер и добро дојдовте во оваа емисија. Добро вечер, ти благодарам на убавите зборови и ти благодарам на поканата. Поздрав да сите гледачи. Така, може на ти да зборуваме, нели? Така, се знаеме одамна, нели? А последен пат се видовме на Фолкфест Валандо од 2019 година. Ете така, што има ново од таа 2019 година до денес? Многу работи. Дел од нив не убави, дел убави, но повеќе се убави. Знам што е неубаво, нели? Пандемијата од COVID-19. Така е, погоди од прва. Пандемијата, но ние не застанавме, продолживме да работиме, да твориме, да ги радуваме нашите фанови со убави работи. Тоа всушност ни е нели работа. Има многу нови песни, многу нови проекти, дел од нив се уште не се целосно реализирани и пуштени во етер, но наскоро ќе бидат пуштени и да ги редам или... Немој, многу се. Многу се. Многу се, предпоставам. Ние договоривме, ова емисија се вика 15 минути со нели, Стојне Николова, но малку се 15 минути за еден убав разговор. Пак ќе дојдам, не се секирам. Па тоа. Значи, ние се договоривме со Стојне да направиме малку поголема емисија или во дневна соба или во неделно попладне на програмата на ТВ канал Одвис, но сега за сега Стојне, веќе реков, е струмичанка, родена во Струмица, инаку од Петралинци, ама живее и работи во Скопје. Зошто рече Богум не, само довидување на Струмица? Така, живеам веќе во Скопје, па скоро 5-6 години и никогаш не кажав збогом на Струмица, туку само довидување, како што кажа. Да, па некако повеќето настапи, мојот тим со кој што работам нели моментално се таму. И Скопје нуди повеќе можности. Повеќе можности дефинитивно, тоа е вистината и за мене најдобро беше да се преселам таму, но само да го сменам местото на живење, а сепак моето срце, мојата фамилија, моите најблиски се тука во Струмица. И колку често доаѓаш? Има посебно место. И колку често доаѓаш? Па доста често се случува и секоја недела да бидам тука, но доаѓам за многу кратко. Јас многу пати сум се прашувал зошто Стојне Николова ја нема во локалите во Струмица и конечно те начекав, видов на Facebook некаква реклама дека Стојна Николова настапува во Струмица и велам конечно ја начекав, се слушнавме и еве го разговорот, но ти пред да почне разговорот ме демантираше дека повеќе пати си настапувала овде. Да, па веќе како да кажам обичен настап, гостување, веќе ова ни е трет пат како гостуваме во Вила Парк, а инаку повеќе сум застапена овде, конкретно во Струмица, на приватни прослави, на свадбени прослави, така да, што не значи дека нема да имаме нели нормално и настапи вака како овде во Вила Парк, па и по другите локали во Струмица. Значи држи вода мојата најава дека се една од најбараните пеачки имиња во Македонија. Па тоа може да го каже публиката, јас не можам да кажам за тоа. Но колку си задоволна од тоа? Супер, навистина имам побарувачка од цела Македонија и од диаспората и јас сум задоволна. За тебе се два носачи на звук, две CD-а, едниот ако не се лажам за 2013 година и едниот 2018 и се вика Мелем за душа. Во право ли сум? Така, многу добро си се информирал, дури јас годините не ги паметам. Јас ги паметам. Да, инаку првиот носач на звук го извадив на мои 16 години, ако не се лажам, 16-17. Не ме фаќате за збор точно за годините. И се вика Од срце тебе подарена. Инаку тие песни се имаат посебно место во мојата кариера и бидејќи се направени во тие години кога јас уште се градев како вокал и некако се, како да кажам, па моја лична карта, можам слободно да кажам, бидејќи ден денес некој голем дел од нив
се побарувани од мојата публика, па и баш ми е драго поради тоа. А за вториот албум 2018 Мелем на душа. Мелем за душа. За душа, да, е насловен по една песна, да, по носичката песна. Тој веќе албум, можам да кажеме и повеќе слушан од првиот. Така треба да биде сега. Да, слободно можам да кажам дека Мелем за душа, но на прво место ќе биде Око мое, па Спрема мајко дарови, после мене и Мелем за душа се моите најбарани песни до сега. Вака, веќе реков Петралинци е твоето родно место, но испеа песна за Колешино. Како тоа? Па зошто да не? Па сите струмички села Заслужуваат песни. Струмица е да, убава и заслужува да се испеат песни. Или ти се лутат твоите сограѓани од Петралинци, зошто Стојне ти не испееш песна за нашото? Има време ќе направиме и за Петралинци. Да. Дојде до тој проект, до песната за Колешино. Така, па имав покана од мештаните таму во Колешино и од луѓето кои што се во Швајцарија, поточно од друштвото Ешалон, да нивна песна, односно песна која што е напишана од нивни сограѓанин, веќе покоен, Глигор Смилков, негов беше текстот, и на музика од нашиот добро познат Наско Џорлев, јас да бидам интерпретаторка, односно да ја пеам песната. Видов спотот, песната многу ми се. Да. И убав е спот. Супер е, да, и мене многу ми се допаѓа и баш ми е мило што испадна се убаво, цела таа приказна. Со нов аранжман секако, нели, една убава, можам да кажам, химна за Колешино. Супер. Прекрасна песна во секој случај. Она што те карактеризира тебе е дека покрај оние авторски песни кои ги пееш повеќе пати и обработки на стари македонски песни. Ти лежи тоа? Повеќе пати го имам тоа кажано дека јас сум растена со македонската традиционална музика. Мојата мајка многу убаво ги изведува оние старите традиционални песни, па и незината мајка, мојата баба. И генот си го прави своето. Така, генот си го прави своето. И има многу песни стари кои што мислам дека не им се добро познати на публиката и кои што не се толку многу слушани, а кои што во иднина планирам да ги обработам. Например? Па има една песна за Ѓорги. За Ѓорги нормално. Нормално дека за Ѓорги, за кого ке? Да, кое што се надевам дека со нов аранжман ќе испадне супер. Баш онака како што ја направивме и преработката за Крушева Абер пристигна, не во тој стил, може некако нели поразлично, нормално. Но секако дека во план имам да снимам уште преработки, бидејќи македонската традиционална музика е наше македонско богатство. И втората твоја карактеристика, можеби има и три, втората твоја карактеристика е тоа што љубиш да снимиш песни во дует. Со неколку твои колеги имаш снимено дуети. Имам уште дуети кои што не сте ги ни слушнале. Знам дека правиш и дуети, не секој се нафаќа да пее дуети, бидејќи може да бидеш извонреден вокалист, но некои за дуети не ги бидува. Така ли е? Со кој досега имаш пева? Првиот мој дует, јас прочам, мојата кариера ја започнав со дует. Да. На мои 15 години се појавив на Folkfest Спасобден, веќе тој фестивал не го организираат, тоа го правеше, беше во организација на Импродукција, Интелевизија во Лесковац, ако не се лажам, Лескоец, ќе ме исправиш, Охридско село. Да не го организира Фиден Шемовски од Германија? Не, тој беше фестивал за дуети. Ова беше нешто поинаку, но можеше нели дуети да се пеат и добив покана од тогашно дуо вокали бенд од Прилеп да ја преработиме Јанке Лејанке убава. И како што кажав, мојата кариера започна со дует. Потоа следуваше на покани од мои колеги. Исто така бев како гостин во нивни проекти со
пеење на некои песни кои што се дуети, се со цел да им помогнам во нивната кариера или да се поемам впрочем како гостин, или нормално да им го разубавам шоуто. И следеше дуетот со Дамјан Стојановски. Да, на една многу убава песна. Дуетот помина одлично. Одамна се каниме и двајцата да снимеме и спот, но никако да се пронајдеме. Да, тој со своји уврски, па од неодамна сега стапи во брак. Вака јавно и да им честитам на него и на неговата преубава сопруга. Имаат и детенце. И сега третата карактеристика за тебе. Дует имам. И најново, песна која што уште не е пуштена во етер, а инаку е со многу интересна тематика и до сега ваква песна немаме во Македонија, инаку песната се вика Камионџија. Да. И е дует со мојот колега Манчи од Австралија. Песната е... Си отвораш пат за Австралија? Па, и ова ми е покана, бидејќи господинот за кој што ја правя на песната ме обожавал како вокал и сакаше токму јас да направам една песна, односно јас и мојот тим да направиме една песна за него. Песната испадна топ, веќе 2 години се подготвуваме да направиме и спот и све и треба спотот да се прави, да се сними во Америка, Австралија и овде, но во Австралија се цела година скоро во целосен локдаун. Да, и не може никако тоа да се склопи, но се надам дека 2022 ќе биде пуштена во етер конечно. Дај Боже нека биде така. Дај Боже нека биде така и реков третата твоја карактеристика е тоа што Стојне Николова не е само фолк пеачка, туку е фолк поп пеачка, па љуби да пее и поп нумери. Има еден друг, но женски дует, јас колку што знам, со кого имаш женски дует, а песната е забавна. Мислиш за оној дуел со Елена Јовчевска? Така, тоа е како машап, тоа некој нов стил, нови изведби на песните, као миксови од неколку песни, но во поинтересни аранжмани, да кажам. Има и народни и забавни песни, и ги пееме на една основа од песната Нина Најна на Елена Ристевска. Интересна. Убаво е тоа, убаво звучи за уво. Да, па добро. Има и двете сте убаво разигра. Позитивни и негативни коментари, но мило ми е што има повеќе позитивни. Србите и бугарите одамна веќе тоа го прават, а кај нас ние кога ќе направиме малце не се прифаќа, но добре. Но ќе биде. Добро. Оно што сакам да те прашам, се наближува Нова година, каде Стојна за Нова година, за дочекот, кај ќе пееш? Така, за Нова година ќе бидам во Тарапана. Тоа е скопски локал, убаво место, убава атмосфера, па се надам дека убаво ќе си поминеме. А до Нова година уште 2 пати ќе бидеш во Струмица? Така, до Нова година уште 2 пати во Струмица, 26 и 30 декември, токму тука во преубавиот амбиент на Вила Парк. Почитувани гледачи, ги слушнавте датумите, доколку го обожавате тоа што го прави Стојне, повелете да не правиме реклами, оти тоа е забранено тоа на телевизија да се прави. Соработуваш претежно со Бобан Мојсовски, дел од твојот тим. Добро или лошо е тоа да соработуваш само со еден автор? Кој ти рекол дека само со еден соработа? Ама најмногу со него. Инаку, за оние кои што не знаат, Бобан Мојсовски е мојот менаџер и колега кој што ме прати на сите мои настапи. Автор на многу твои песни, музика, јас имам и подпишан договор со него, јас сум во неговата продукција како ексклузивец и е автор на многу мои песни. Се подпишува како автор на музика и аранжман, но јас секогаш им викам, пошто нели се знаеме, Македонија ни е мала, па скоро со сите композитори, текстописци се познаваме и лично, дајте ми песна слободно, дајте да се работуваме, да направиме нешто ново, но што и да стигнало до сега во мои раце, дел сум прифаќала, нели нормално, како што е примерот со Спрема мајко дарови, таа е песна на Филип Нуне, преубава песна. Имам песни доста и од Драги Станков, не знам, сега не ни паметам од кој све,
Да, но голем дел од песните некако дали сме се погодиле на иста фреквенција и седнуваме во студија јас и Бобан и тука заедно ги правиме песните. Во голем дел од песните и јас имам удам. И инаку кога сме кај авторството, сакам да ви шепнам нешто, почитувани гледачи. Јас и Стојно се договоривме пред почетокот на овој разговор да направиме соработка и да пишувам текст за некоја следна нејзина песна и се надам дека таа соработка ќе се случи. Што понатаму, дали трет албум подготвува? Подготвувам секако, мислам, размислувам на тоа, но сакам да правам и да вадам сингл по сингл. Песна заедно со видео, па после да ги комплетирам во еден носеч на звук. Мислам дека така е најдобро, така прават и нашите соседи и така се испаднало како најпрофитабилно. Ова емисија се вика 15 минути со, а ние го прекардашивме тоа време. Да, мислам дека го прекардашивме. Значи вака, се договоривме дека ќе направиме поголема емисија, да си помувавете малку за други интересни работи. Да говориме на струмички. Обавезно ќе говориме на струмички. Сега ти благодарам за овој убав разговор, ти посакувам среќна нова година. Веруваш ли во Дедо Мраз? Па добро, веќе не. Да, ама сепак сакаш. Ако некаде постои, што би сакал да ти донесе? Само, јас сум скромна. Многу сум скромна. Само здравје, мир, љубов, тоа е најбитно. Епа здравје, мир и љубов да имаш и во иднина и уште многу убави песни. Ти благодарам за разговорот и учеството во емисијата 15 минути со. Ти благодарам и тебе. Поздрав до сите гледачи, среќна нова година. Да сте живи и здрави, среќни новогодишни и божикни празници и се гледаме, се надам, наскоро. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со. До следното издание на оваа емисија, довидување.